Јас сум Дејан Карапеев и сум член на Slow Food Алијансата за готвачи. Денеска одлучив да припремам 3 јадења, едно пред јадење, едно главно јадење и едно десерт. Пред јадењето ќе ми биде од пиперки, роловани со кајмак и со сирење. Ќе направиме една тарана за главно јадење со врган и за десерт ќе направиме сутлијаш, меѓутоа на малку поразличен начин. Најнапред ќе направам нека припрема за пред јадењето. Тука веќе имам ставено сусам. Сусамот само малку ќе го потпечам за да испушти својата маснотија, ќе ми даде појак вкус. Во овој сат имам козјо сирење. Се одлучив за пиперки, бидејќи сега сезоната на пиперките е скоро при крај, па да го искористиме и тој дел, за да може да направиме едно јадење со нив. И ми треба фолија, на која ќе ги наредам самите пиперки. За да не одземаме многу време, пиперките претходно ги испековме, ги задушивме, потоа ги очистивме од љушпата и од семките. Сусамот ни е веќе готов, ќе го додам во самиот фил. Го ќе промешам за да се спои. Бидејќи имаме кајмак, колку повеќе мешаме, толку повеќе ни се отпушта смесата. Меѓутоа, после кога ќе го роловаме, ќе го ставиме во комора и потоа ќе се стегне, ќе ни биде по-лесен за сечење на самиот ролат. Филот ни е готов. Во меѓувреме ќе припремам маџун, поточно сутлија со маџун. Овде имам една чашка ориз. Ја ставам на оган. Кога готвиме сутлијач, размерот треба секогаш да не биде 5:1, за да биде доволно варен оризот и да остане малку млеко која ќе ни даде оваа крема. Ставив тука, значи, една чаша ориз, сега ќе ставам 5 чаши млеко. Сутлијачот ќе го пуштиме полека да ни се вари. Кога ќе ни биде до пола готов, ќе ги додадеме останатите состојки за да се спои убаво. Тоа што е специфично, нема да користам шеќер, него ќе користам природни заследувачи, меѓутоа тоа ќе го видите со тек на време. Сега ќе продолжам да го правам ролатот. Ќе ги наредам црвените пиперки печени по должина. Кремот што го направив од козјо сирење и од кајмак ќе го ставам по средината на пиперката. Крајовите од фолијата само ќе ги стегнеме, за да може да добиеме подскрст ролат. Како што ни е вака на даска, ќе го ставиме околу 10 на минути во комора, за да може да се стегне, за да може полесно да се сече. Оризот ни е до половина готов. Обично користиме шекер,
Меѓутоа јас ќе користам природен застадувач, ќе ставам маџун. За да збогатам аромата, туку имам сушена брусница. Ќе ја додам во самиот сутлијач. Постепено ќе го мешам ова со дека не биде готово, а потоа ќе видите како ќе го сервирам. Многу едноставно, меѓутоа многу убаво и многу вкусно. Пред јадењето го видовте, направивме лато пиперка, ова е базата за десертот, која ни е више готова, чекаме само да се довари оризот и сутлијачот ни е готов, а сега ќе направам јадење од тарана и врган. Обично тараната ја користиме кај нас печена, ја правиме со сирење или само со лепчиња, парчиња кои не остануваат, се потекуваат, се печат заедно со тараната во тава, меѓутоа сега ќе направиме една база на паста сос, меѓутоа поприроден, без кремови за готвење и така натака. Ќе видите како ќе го спремиме тоа. Туку имам 2 глави семали промит. Промитот ќе го исаскам на парчиња. Туку имам 2 чешњи јалук. Ќе додадам за хубава арома. Како што сите знаеме, добар вкус без кромит и без лук многу тешко се постигнува. Тараната ставив тава на оган да се загрее, ќе додадам малку маслиново масло. Промитот и лукот ги ставам заедно да се пржат. Тука имам малку свеж малдонос. Кога ќе се пропржи малку промидот и лукот, кога ќе пушти својата арома, ќе го додадам малдоносот. Не го ставам одмah, бидејќи ќе горчи, ќе се изгори. Пори малку да се пропржат лукчето и крумот. Ќе зачнем малку со сол. Ќе го додадам сесканиот макдонос. Тука имаме маринирани парчиња врга, може да користите и свеж, може да користите мариниран. Ако имате суп, претходно треба да го потопите со топла вода за да пушти појак интензитет. Најапред ќе го додадам овој врга, свежиот. А тука имам парчиња сушен. Ова ќе го додадам за 2 до 3 минути. Со тоа што дома ако правите можево да го испасирате во блендер, па да го ставате како прав од врган. Тогаш ќе ви го згусне сосот, полесно ќе се раствори во самиот сос и ќе ви даде многу појак интензитет. Тараната ја варив претходно 3 минути за да ни е полесно да ја финишираме тука, а водата во која варев тараната ја оставив, бидејќи све се користи. Место фон ќе ставам природната вода од самата тарана. Ќе додадам 2 кутлачи. Ќе додадам парчињата со врга. Ќе додадам малку бибер. И сега ќе додадам самата тарана.
За да добијам поубав вкус, ќе додам едно парче путер, кој ќе се растопи во тараната и ќе ми даде многу поубава крема на самото јадење. Чим не се растопи путерот, ова е спремно за сервирање. Доколку сакате може да ставите и рендан пармезан или некој друго сирење кој има појак вкус, меѓутоа ја ќе го оставам природно како што е, само врган, кромит, лук и макдонос. Без сирење. Најнапред ќе го сервираме ролата од црвена пиперка. Како што напоменав, 10 минути е доволно, значи не смеа да дозволите да се смрзне кајмакот или сирењето, меѓутоа малку да го стегне за да може полесно да се сече. Кога сечаме вакви работи кои се природно помеки, никогаш немој да го стискате на ножот, него нежно поменувајте кон ролати што и да сечете небитно. Ќе додадеме нека гранче од босилок, да видиме поубава боја. Неколку капки масло. Ова е нашето предјадење од пиперки. Сега ќе ја сервирам тараната. Како што кажав, на наједноставен начин, обично домаќинствата повеќе се користат пасти, меѓутоа би препорачал некојаш да го пробате овој начин. Со тарана, без да давате хопна, без да давате креми за готвење кои не се толку здрави за конзумирање. Направете природен фонд или како што јас направив од самата супа. Сега ќе го сервираме сутлијачот. Сутлијачот, како што напоминав, е направен само со маџун. Маџунот не е така сладок, меѓутоа дава убава блажина. Кога сакате да биде посладко, бидејќи сме користеле све природно, може да дадете 1 до 2 лажици мед, за да имате баш природен десерт, да нема шеќер во него. Сервирам 2 чашки, бидејќи не сум сам. Тие што снимаат секогаш гледате сака да пробуваат. Ќе завршам со неколку парчиња потпечен лешник. И чипс од јагода. Кога правите во домашни услови, може да дадете, ако сакате да биде поубаво на око, малку мента и му даде посвежа боја, моментално ја немам јас тука. Или пак може да ставите и топка сладолед од ванила, која одлично ќе одговара со овој сутлијач. Ово изборот за моето денешно мени. Ролата црвена пиперка, тарана со врган и сутлијач со маџун и со брусници. Посакувам да го пробате овој рецепт сите по домовите, да видите каков е вкусот. Да напоменам дека секогаш треба да користиме локални намирници и сезонски, да бидеме во тек со самата сезона, тогаш имаме и поевтини намирници, меѓутоа и повкусни, секако и побогати витамини. Се гледаме повторно.